Како изгледа кога го напушташ удобниот дом и се преселуваш во друг град? Дали е тоа толку возбудливо како што изгледа или повеќе личи на хаос со многу учење и движење? Денес ќе зборуваме токму за тоа. Адаптацијата во големите градови низ очите на студентите. Во денешната епизода ветувам, ќе биде топло и искрено. Здраво на сите и добро дојавте во уште една епизода на Пулсот на младите. Подкастот каде што отворено разговараме за теми што навистина не засегаат, не мотивираат, но и не предизвикуваат да размислуваме. Јас сум вашиот водител Петар Јошевски и денес зборуваме за она што многумина од нас го поминуваат или ќе го поминат. Адаптирањето на животот во голем град како студент. Нов град, нови луѓе, нови навики. Понекогаш и нова борба. Со мене денеска е Михаела Аџиовска, студент, активист и девојка што сосема искрено ќе ни го пренесе својот личен пат низ ова искуство. Здраво, Михаела. Здраво, Петар, ти благодарам што ме покани да го споделам моето искуство на твојот подкаст и возбудена сум за сите теми што ќе ги начнеме денеска. Кажи ни, Михаела, кога прв пат дојде во Скопје како студент, што ти беше еден од најголемите културни шокови? Скопје како Скопје си го знаеме како град со многу луѓе, можности, прилики, меѓутоа мислам дека еден од најголемите културни шокови ми беше моментот дека за да не доцнам треба да излезам од дома еден час порано, заради гужвите, заради семафори, заради хаотичниот момент што се случува таму во сообраќајот. Исто можам да кажам дека еден од позитивните културни шокови што ги имав беше адаптирањето на пристапноста на работите. Дека јас сега сум во овој голем град кај што мене се ми е пристапно и можам да излезам и не знам во еден навечер да си нарачам пица или кај да излезам, дека има што да правам, особено како човек што доаѓа од рурална средина, да. Си имала ли момент на што барам јас тука? Како студент, искрено мислам дека сум немала. Уште од почеток си го прифатив дека ова е тоа што јас сакам да го правам. Си се навикнав многу брзо во Скопје, дури на факултет, студирам на филолошкиот факултет, превод и толкување. Мислам дека уште од почеток знаев дека јас сум за тоа, јас сум родена за таму. Меѓутоа, би зборувала за еден момент што го имав, не што барам јас тука, туку момент на за каде сум јас. Пред да се запишам на факултет, јас паузирав една година. Мислам дека тоа се гледа малце како табу или јас така го доживував тогаш. Пауза една година, сите школски продолжија, јас останав дома, не знаејќи каде да одам. Меѓутоа, покрај други околности што ги имаш јас за да ја направам таа пауза, ја направив и бидејќи не знаев каде да се запишам. Ги разгледував сите факултети, не бев пронајдена јас за каде сум и мислам дека малку се зборува за тоа дека од средно образование ние не сме никако подготвени, особено тие што сме со гимназиско образование, да. Каде да се насочиме. И мислам дека малку се зборува на оние кои што се во средно училиште, да им се подпомогне да се пронајдат. Така што, тогаш го имав тој момент на тоа е една цела агонија, за кај сум јас, дали ќе се пронајдам воопшто. Меѓутоа, евентуално, си се најдува секој. Дали претходно имаш размислувано за тоа како твојот живот би изгледал во Скопје и колку реалноста се промени за разлика од очекувањата? Дали имаше преголеми очекувања или може би премали? Очекувања, јас како еден човек што е екстроверт, знаев дека кај да отидам, јас сум таа што се труди да направи нови познанства. Од тој аспект знаев што да очекувам, бидејќи си се познавам сама себе. Инаку како искуство, кога отидов во Скопје, јас прва и втора година, сега сум во втора година, ми беа тотално различни. Во прва година бев некако во период на адаптација, па не излегував толку, се плашев од нови работи, си бев во некоја малце комфорт зона, си одев на факултет, немаше нешто уау во мојот студентски живот во прва година, меѓутоа втора година како некој switch да се направи, јас имам целосно различно искуство од тоа во прва година.
се трудам да присуствувам на сите настани што се за студенти, за кариерен развој, за soft skills, промоција, такви работи. Не само по настани, туку и по забави и гледам, тоа е еден од битните делови како студент мора да се искуси тоа. Ете, на две различни работи во рокот само 2 години го искусив и студентскиот живот на два различни начини и сега да се вратам наназад, мислам дека баш би се трудела да го терам студентскиот живот на овој вториот начин. Од прва година, да. Не, од втора година, кај што се трудам максимално да го искористам секое време за себе надоградување и за запознавање на нови личности. Да. Ти живееш сам, кога живееш сам, многу работи се менуваат, значи готвење, перење, буџетирање. Кој дел најтешко ти паѓаше од почетокот на живењето? Мислам, сигурно знаеш дека цело време ако живееме со родителите, еден ден мораме да се одвоиме. Да. И не секогаш сме целосно спремни за тоа. Да. Како студент, јас имам малце поинакво искуство во аспект на таа независност која што се добива во студентскиот живот. Заради некои одредени околности, јас сум имала можност и прилика да видам како е да си независен уште малку порано во мојот живот. Уште од средно се трудев да бидам што понезависна и да си земам повеќе обврски за мене за да се стекнам со тоа некое искуство дека мене ме чека ваков начин на живот. Кога отидов на факултет, секако, нели, сам си го менаџираш времето, сам си менаџираш да си изготвиш, парите сам си ги менаџираш и колку и да е тешко, да си изморен од цел ден и да се појдеш дома и да треба да сготвиш, се случува такви моменти. Јас не би го нарекла тоа лош или тежок период или начин на живот, туку би го нарекла еден круцијален дел од животот, каде што можеш многу да научиш. Можеш многу да научиш и колку повеќе се фрлаш сам во оган, дека јас ова морам да го сработам, толку поспремен си за животот кој што доаѓа и јас пронаоѓам една убавина во тоа, сам да си го менаџираш времето, да не дојди мајка ти да ти рече ајде сега мораш да јадиш, а тебе не ти се јади. Или да иди еднаш неделно да ти ги пери листа. Да, не, дефинитивно јас најдувам убавина во моментот дека сам свој газда си буквално на својот живот и никој не ти стои над глава да ти кажува вака треба, така треба. Сега треба и да знаеш да си го изменаџираш сето тоа сам, за да бидеш успешен и за да стасуваш секаде. Бидејќи студентскиот живот, особено вака кога го водиш на еден начин кај што мораш да стасаш и да научиш и да се поврзуваш со луѓе и да се надградуваш во други области, не само областа на професијата, мора да знаеш да си го менаџираш времето. Има нешто што би препорачала на бруцошите кои сега тек започнуваат со самостоен живот? На бруцошите јас би им рекла да ги изграбчуваат сите прилики што им ги пружи секојдневието во Скопје, или не мора да е во Скопје, може да е во некој друг град. Јас се зборувам пристрасно дека си студирам во Скопје. Има прилики. Како студенти, особено во денешно време, јас не можам да кажам дека пред 10-20 години имале толку прилики. Јас дури минатиот период од 2 месеци толку многу настани за студенти се одржуваат, дали по подкровителство на некоја организација, дали од Универзитетско студентско собрание, дали од ФСС-ата, дали има милион начини сега моментално да се вмрежиш и да учествуваш на тие настани. Јас дури ми се случило да си викам на кој настан да одам денеска, од толку што има да си одбереш, има, да. Многу ми е мило што во последниве години се актуализираше тоа младите да се потковаат повеќе со неформално образование. Така што би рекла, учествувајте на се што можете, дури во случај кога не ве интересира екстремно. Јас си се пронајдов за многу работи низ тие настани, кај што јас не сум верувала дека нешто ме интересира. Не знам, последен пример, имав предмет на факултет Зедов, изборен предмет, политичка терминологија, и некако ме заинтересира малку, после
отидов на неколку настани поврзани со тие политички науки и сега еве дури размислувам да здравје Боже од октомври да се запишам на втор факултет вонредно на политички науки, пошто стварно ме заинтересира како наука. Да. И ете, ќе се откриете во многу работи, само повеќе да сте изложени на секојдневниот живот таму. Сите тие студентски активности кои што ги има во Скопје и мислам дека има и во други градови, ни ви дава можност да се запознаете со нови луѓе, со многу различни од други факултети поточно. Сакам да те прашам како ти се снајде со запознавање на нови луѓе и дали беше лесно да се создаде круг на пријатели во таа средина, во таа новата средина каде што живееш? Во прва година, еве спомнав, нели живеев малце позатворено, не заради нешто специфично, тука ете така се погодија работите. Прва година можам да кажам дека претежно се дружев со колеги, со круг на пријатели што веќе ми беше стекнат дали од овде, дали од помала, со луѓе што во моментот ете бев на еден проект Empowering the People of Pelagonia, со луѓе што веќе се познавав, ама после како иди времево, јас па и треба малку и таков човек да бидеш, јас мислам, да сакаш да се запознаваш со луѓе, јас си одам, како што викаат, out of my way, да се запознам со луѓе. Не би рекла дека е тешко, ако си таков, да речам, да сакаш да го правиш тоа, ништо не е тешко и еве охрабрувам луѓе кои ќе ми речат да појдам на некој настан или некаде, ама немам со кој. Појди ти сам на настанот, после ќе имаш со кој. Пошто на такви работи кај што одиш за одреден интерес, наоѓаш луѓе со слични интереси и така многу по-продуктивни се и пријателствата и имаш за што да зборуваш. Се зголемува кругот на само не само познаници, туку и пријатели. Дефинитивно. Сега сакам малце да свртиме на една посериозна тема. Многу студенти минуваат низ моменти каде што се осамени или анксиозни. Си се соочувала со такви фази? Кој не се соочил? Да. Не само студенти, и млади, и стари, и возрастни луѓе, секој си има моменти на анксиозност. За овие моменти мислам дека како студенти можеби ги доживувам малку потешко, пошто не секогаш има фиксно во моментот до тебе некој или, не знам, родител или роднина или пријател за да ти пружи рака и може да се чувствуваш така осамено, ајде да речеме. Мило ми е што во последниве години се зборува доста на таа тема. Има доста и работилници, ете, малце подкренавме, свртивме внимание кон тоа менталното здравје. Не мислам дека порано толку се залагале за тоа. Да. Многу ми е мило што сега и еве безброј работилници има насекаде и низ држава и по светов. И бесплатни психолози и такви работи. Да. Стварно, реално потребно. Моменти, тие моменти ги има, не може да ги нема, не може никој да... веќе... Треба да си, мислам дека толку сигурен во себе и да веруваш во себе, да немаш моменти на анксиозност. Ама јас викам, минливи се. Да. И мој механизам, еве, што јас ќе го споделам како јас се борам со нив, да си го преокупирам времето со нешто друго. Ако јас ништо не правам денеска, ако лежам в кревет на телефон, сигурно ќе ме фати анксиозност за нешто, ама ако немам време да се помислам што да јадам денеска, ете тогаш нема шанси, ме фати ништо. Исто и јас. Ете, тоа е една од лично искуство, една не е поука, туку начин, механизам да се справиш со тоа. Преокупирајте си го времето со нешто. Наредно прашање веќе ми одговори еден дел. Наредно прашање ми е дали доволно се зборува за менталното здравје кај студентите, но ти рече дека за разлика од порано сега повеќе се зборува. Дали тоа повеќе е доволно во нашава денешница и дали секој студент има слушнато за овие што се работилници, бесплатни психолози, што мислиш? Како секогаш има простор да се работи на работите. За пристапност мислам дека скоро сите сме на социјални мрежи. Некако таму еве се трудат и луѓе што ги познавам да
да работат на таа тема. Секогаш може подобро, како што кажав. Мене ми е мило и што гледам луѓе како во другарство, во пријателство, луѓе кои што си помагаат и на тоа ниво. Јас ако се чувствувам некако и ако видам некој совет на интернет, ако видам дека некој мој другар или пријател е во таква ситуација, јас лично би му помогнала, не мора да си психолог некогаш за да изслушаш некого. Да, точно. Да, би искоментирала дека да се продолжи со овој интензитет и дури и повеќе, секогаш може повеќе. Би било добро, само да не се заборави наеднаш. Имаме тенденција во нашето општество да ни е нешто тренд и после да се заборави, ама се надевам со ист и поголем интензитет би се зборувало на таа тема и во иднина. Што те тршеше тебе во игра кога ти беше најтешко за времето на живење само? Најтешко, јас би рекла дека целта која што си имаш е клучот за да издржиш ти, нели? Мене ако ми е цел сега јас да одам на факултет и да научам и да дипломирам или било која и да ти е целта, препреки секогаш има. И во животов ти да не правиш ништо со животот, не знам, да ти е цел денеска да си се изналежиш, пак имаш некоја цел и не знам, да ти пукни цевка дома нешто, ќе ти го наруши тој рајат и нема ти да успеш до целта. И за мали работи, за големи работи, многу е битна целта да се мотивираш и да си речеш јас ова сум си го зацртал, ова го терам и тоа е тоа. Не убаво е да има човек и дисциплина. Точно. Јас уште немам таква дисциплина, уште работам на мотивација, дека мене ова ми е мотивација, треба да го завршам. Ама за такви препреки живот е, се случува. Јас би рекла само одмори малку, излади ја главата ако треба и продолжи си, пошто целта е она која што те држи и те носи напред. Дали имаш повеќе пријатели од факултет или од активности надвор од факултетот? Дефинитивно од активности надвор од факултетот. Јас си ги сакам и колегите, на факултет би рекла, додуша и не сме многу луѓе на факултет, околу 2-30 сме на мојава катедра и со самото тоа ти е малку и ограничен, нели, ако се толку луѓе, кај ќе ги најдеш повеќе. Дефинитивно би рекла надвор од факултет, но сепак студенти, да речеме надвор од факултет, да, сепак се студенти. Генерално во тој оквир на луѓе. Да. Дали си имала моменти кога си сакала само да се вратиш дома и да се исклучиш од се? Ќе бидам искрена за ова прашање, скоро и да сум немала, од проста причина што јас таму, сега толку си се навикнав да живеам, можам комодно да се исклучам и таму. Мислам, исклучувањето кое е, да ако треба социјални мрежи да исклучиш, да можеш да исклучиш секаде. Можам и да си седам само в стан и едноставно да се исклучам што викаш, ама имало моменти кај што сум сакала многу да си дојдам, чисто да на начинот на живот кој што си живеел до, не знам, таму 20 години, само ти фали едноставно некогаш да немаш обврски и местото во кое што си да не те потсетува на обврски. Да, се случува, иако морам да признам дека ретко се враќам дома, за жал, бидејќи, зборував за менаџирањето на времето, ако си дојдам, сакам да се видам со сите, сакам да пијам кафе со сите, да појдам кај баби, кај тетки. Да дојдеш кај Петар на подкаст. Кај Петар на подкаст да дојдам и не ми останува време и јас не идам да се одморам овде, туку реално, колку и да ти ги полни батериите да се видиш со луѓето што ги сакаш, сепак се изморува човек. Тебе во тие моменти кога си сакало да се исклучиш, пример, на почетокот сигурно не ти било дека јас можам и во Скопје да се исклучам, туку си сакала да се вратиш дома. Да. Што најмногу ти помогна? Разговори со блиски, пишување, пауза од социјални мрежи? Секогаш разговор со другарка или другар. Во такви моменти јас сум човек што ако му е тешко, нема да го чува во себе. Ќе си вентам, што викаме, на луѓе. Многу често
сум знаела да се јавам и на мајка ми и татко ми да му вентам. Тие ми се вака многу блиски, си ги сметам и како на другари. Исто имам блиски другарки и на дечкото секако. Мислам поздрав до дечкото. Поздрав до него. Јас и мислам дека тоа е подобриот механизам. Ако чуваш во себе, не знам како би си ги решил проблемите. Јас некогаш кога ќе кажам наглас некој мој проблем, тогаш сваќам дека го имам проблемот. Да. И јас сум секогаш да се зборува и од поќе перспективи кој ќе биде виден проблемо, има многу поголема шанса да се реши, а ти сам на себе не можеш секогаш да ги видиш сите перспективи. Затоа разговор со другарка, со близок, со било кој може да ти отвори еден видик на работите и така да ги решиш со поголема леснотија. Јас би рекла. Дали научи нешто ново за луѓето и пријателите од како се пресели? Па сигурно научив. Сега вака би рекла дека пријателите не го сакам тој начин на другарување, што би се рекло, да си 24/7 да треба да си достапен на некој. Јас мислам дека моите пријатели ќе ме разбере и да се исклучам една недела од социјални мрежи. Да не сум достапна или да не сум пристапна. Мислам, не го сакам тој начин на задолжителна комуникација. Мислам, јас ќе бидам тука за тебе ако ти требам. Ама да не, ако јас се чувствувам дека немам енергија сега да комуницирам денеска, да не ми се налутиш. Да. Мислам, тоа го имав сватено реално и пред да појдам во Скопје, не би рекла дека е од студентскиот живот, а вака друго нешто не, дека е убаво што е можно поќе да правиш познанства, ете тоа би го издвоила. Што би си кажала себе си пред селидбата и ако можеш да се вратиш назад? Би си рекла да не се секирам толку. Пошто сите колку и да бев возбудена јас дека почнувам со студирање, почнувам ново поглавје, секогаш имаш страф од непознатото. Тоа не е страф од студиите, не е страф дека јас нема нешто да успеам, не е страф од неуспех, туку е страф од непознато. Тоа што не го знаеш како ќе се одвива, дали ќе бидеш прифатен таму на факултет, дали ќе ти оди професијата што си одбрал, дали си за таму. Има илјада прашања, што јас дури имаше период во мојата година на паузирање, кај што јас си викав како ќе излезиш од сите овие мисли и дали се ќе биде во ред? Ќе биде во ред. Ако не биде во ред, мислам дека луѓето имаме еден таков инстинкт да се навикнеме на промените кои што ни доаѓаат, некој поспоро, некој побрзо, тој процес на адаптација. Меѓутоа, евентуално се испаѓа во ред и би си рекла да не се секирам. Исто, би си рекла и да инвестирам малку повеќе во себе. Тоа би го порачала и на сите млади, што е можно порано да почнат да инвестираат во себе, бидејќи мислам дека таа е единствената инвестиција што ќе ти се исплати толку многу во животот, а никој не може да ти ја земи. Знаењето, да пробуваш да бидеш тоа можно попоткован на сите можни теми и општо знаење да имаш, бидејќи пак ќе повторам, во тој период кај што треба да се пронајдеме сами себе, убаво е да си изложен на сите можни работи за да откриеш што сакаш. Мене ништо не ми носат тие 5-6 сати во денот што сум ги поминувала на Instagram Reels, ама ми носи некоја книга што сум ја прочитала за нешто, па макар и обично, така што инвестирајте во себе. Кога најмногу се гордеела со себе? Со себе мислам дека сум се гордеела на повеќе наврати. Не е дека тоа некое достигнување јас што сум го направила кој знае какво, може некој од страна ме види и ќе си рече окей, ова е нормалната работа, меѓутоа тие се некои мали победи што си ги извојувал сам и си знаел дека ти е тешко. Со себе сум се гордеела на сите мои положени испити, со себе сум се гордеела. Станав член на дебатен клуб во Скопје. Да. И така, за фрканција, ајде да се пријавам на националниот студентски турнир, ајде да дебатираме, да биде забавно и стасав до финале на турниров. Тогаш се гордеев така со себе, бидејќи
Никогаш не сум се сметала за човек што има претерано некое критичко размислување и мислам дека во тој период многу ми помогнаа дебатите. Ете, охрабрувам и по дебати да одите. Се гордеев тогаш со себе. Да, така, на некои такви мали победи што мене ми знача многу. Сега сакам да те вратам на првиот студентски ден. Дали, како изгледаше твојот прв студентски ден? Дали мислеше дека сега околу тебе се движи пребрзо, а ти си само тука? Или пак пробуваше да се вклопиш со сите останати? Првиот студентски ден, мислам ли дека не е толкав предизвик, колку што се наредните дена после тоа. На првиот студентски ден сите се под некоја еуфорија. Ете, имаше, се сеќавам, кај нас на факултет на филолошки во улата имаше некој како настан за доделување на стипендии, такви работи. Беше забавно, имаше многу луѓе. Такво, како нетворкинг, се запознаваш со колегите кои што ти се, ама уште си на здраво, јас сум Михаела, здраво, јас сум тој. Уште не се познаваш доволно за да знаеш како ќе оди понатамо. Јас бев среќна што имав и доста од средно запишани со мене, во истиот смер. Би рекла дека наредните неколку дена се поголем предизвик, бидејќи тогаш гледаш дали со колегите си на иста фреквенција, тогаш почнуваш материјалов да го учиш, да сватиш дали си за таа професија. И дори имаш време да си заминиш. Ете така. Тој прв месец мислам дека е предизвикувачки во однос на, како што кажа ти, дали јас припаѓам тука. Иако ги поминиш тој прв семестар, мислам дека после си некако влезен во шемата и само си ја тераш. Дали имаше некој момент of realization дека свати дека си фактички сама и дека се мораш сама да се организираш во почетокот на живење сама? Да, не е тоа момент, мислам дека е цел процес, цел период. Не знам, и за најмала работа како да ми е сега толку мачно и да не можам да излезам од дома, ама да морам ѓубрето да го isфрлам до контејнер. И за таква некоја мала работа, ако знаеш дека не имаш помош, сваќаш дека си сам на себе оставен, а да не зборувам па за работи кои што нашиот систем на образование не учи. Не учи како да напишеме уплатница и да појдеме во банка да уплатиме. Точно. Не учи како некој обичен формулар да пополниме. Не учи да се снајдуваме со сметките, с плаќање сами. Многу такви работи не учи, особено кога не си гледал. Еве, ние во рурална средина е друго, малку. Живењето во стан или во студентски е многу поинакво и треба на многу левели сам да се грижиш за себе. Така што да, секој ден ми бил moment of realization. Ама јас викам колку порано се справиш со тие ситуации, толку поспремен си за животов. Сега мене не ми е никаков терет да појдам до банка и да пополнам уплатница. Така што, ете, пак од порано гледајте да се изложувате на сите тие challenges. Сакам сега да те прашам како се снајдеш со готвењето. Имаш ли некој студентски рецепт кој што можеш да го споделиш со нас? Макарони. Макарони? Макарони со кетчуп, макарони со мајонез. Не, јас во принцип сум човек што многу сака да готви. Ете, може тоа малце ми помогна да се снајдам полесно. Готвев и пред да заминам на факултет. Најчесто стек си спремам. Таа ми е така при срце, иако преживеев салмонела, не по моја вина. Не по моја вина, некој друг беше купечко. Рафаело? Не знам од кај беше. Ама да, сакам да си готвам и баш ми е мерак, ама макарони ода со се, така што секој втор ден макарони. Како изгледа сега од оваа перспектива твојата одлука да живееш сама? Беше храбра или луда? Храбра, бидејќи јас имав прилика да заминам и во странство, да живеам со моите таму. Да. И јас реков, не, јас сакам сама, независно да се пробам во Скопје да живеам. Тогаш ми изгледаше лудо, сега не, сега знам дека сум ја направила вистинската одлука заради мојов, што викаме character development. Да. Ама мило ми е и сега тоа ме охрабрува што е можно поиќе такви лудачки идеи да се охрабрувам што е можно повеќе
не се тоа глупости, ама да се фрлам, како што кажа, во оган, за да ако не пробаш, нема да знаеш. Тоа е тоа. Кај знаеш дека ќе се изгориш. Да. Што мислиш, зашто студентите зборуваат отворено за менталното здравје? Па зборуваат отворено затоа што сите сакаме да си помогнеме еден со друг. Ако јас сум поминала низ некоја фаза од животот која што уште не поминал низ таа фаза, да, најубо е сам да си ги проживееш работите или да ти биде убо, или да научиш лекција. Меѓутоа, ако ти има некој да ти каже и да ти биде потпора, дека окей е, не си сам. Да. Јас мислам дека пак сите сами си го обликуваме пато и гледаме како ќе реагираме на ситуации, сами гледаме како ќе поминиме низ работите. Меѓутоа, ако знаеш дека не си само ти на светов што поминува низ таа ситуација, дека има луѓе што ја поминале и ја преживеале, некако ти паѓа лесно дека ако може тој, можам и јас сигурно. Барем за мене е така, дека ако еден човек на светов само ја поминал ситуацијата, зашто да не можам јас? Да. Дали имаше некоја смешна или незгодна ситуација од првите денови од живење на самостално живење? Па вака да ти кажам, не можам да се сетам на некоја таква смешна ситуација. Сигурно имало. Дури си најдов фризерка во Скопје и ги пробав сите фризерки што може, евентуално. Ама не можам вака да се сетам, ама сигурно имало нешто. Дури и засрамувачко, не само смешно. Како реагира твоите кога живеевте заедно во друга држава и ти му рече јас сакам да се вратам назад и сакам да студирам. Сакам да живеам целосно сама. Која беше нивната реакција и можеби некој совет? Моите решија да се преселат во странство и јас реков окей, ајде ќе видам, што ќе правам со себе. Иако сме многу блиски и јас секогаш би одбрала да сум со нив и сето тоа. Меѓутоа, многу сум благодарна што тие мене ме поддржија во секој можен исход на мојава одлука. Дури ако сакаш, оди. Секако дека како родители, секој родител ќе сака да си со него. И имаше доста муабети од аспект ова е друга перспектива што може не ја гледаш. Да. Размислија, може би е подобро за тебе, ама пак е на тебе одлуката. Многу сум благодарна што остаја без притисок на мене да биде одлуката, иако ми отворија многу погледи кон ситуацијата. И сега на секој родител мислам дека единствената цел и сон му е детето да му е и среќно и исполнето и како што кажав, исполнето со животот. Јас сум и тоа се одразува на секаде. Мислам дека секој го забележува тоа, секој што ме познава го забележува тоа. И никогаш не ми пререкле да дојдеше ваму. Никогаш не ми пререкле, секогаш биле како терај, ја имаш нашата безусловна поддршка и многу сум благодарна за тоа. Тоа не е толку често во денешно време. Да, што те изненади најмногу во однесувањето на луѓето во другиот град? Односно сега поточно во Скопје. У Скопје, не е дека ме изненади, ама да, пријатно ме изненади. Моментот што секој си го гледа својот филм. Јас во Скопје не се чувствувам непријатно да излезам, не знам, така како партал во тренерки или нешто бушава или да појдам до продавница. Мислам дека премногу луѓе има и луѓето си се премногу окупирани со својот живот за на некој да му смета и да ме осуди дека така сум излегла од дома. Јас мислам дека разлика од овде. Да, јас не викам дека тоа е толку до луѓето, туку дека е до начинот на живот што го водат. Јас ако се брзам, така го отворивме подкастов, дека јас се брзам да појдам на факултет, јас нема да видам лево или десно од мене каква женска има или какво била таа облечена. Самиот начин на живот си го носи тоа. Така што јас сум пријатно изненадена од нивните како се однесуваат луѓето во однос на тебе, дека не си осуден за ништо. Или јас не се чувствувам осудена. Дали знаеше да си поставиш граници помеѓу учење и одмор и дружење и се останато, сите активности што ги имаш?
Не секогаш. Не секогаш. Не секогаш. Меѓутоа, еве, тоа е еден од најбитните работи што сакав да ги спомнам додека зборуваме за ова. Студирањето си бара жртви. Точно. Си бара жртви да стасаш на време нешто да научиш, си бара жртви да одделиш од времето, да не направиш нешто што сакаш, премногу сакаш, да кажеш не на тоа, за една поголема цел. Меѓутоа, пак ќе повторам, ако знаеш да си го менаџираш времето, не би требало да тие жртви да се до толку големи, што ќе ти смета на животот. Јас викам, за се има време, се дури времето не ти е потрошено на Глупости. па технички на глупости. Да си го испланираш времето, има време за се, па дури некогаш ете ако не стасаш да научиш, имаш следна сесија, ќе го положиш во следната сесија. Ама убаво е да си ги имаш приоритетите. Што ми е приоритет сега мене? Дали ми е да поидам на оваа забава и да се истрескам до сабајле, или ми е приоритет сабајле колоквиумов што ми е да го положам. Да. Така што јас мислам дека секој може да си испланира како да функционира, се дори си ги знае приоритетите. Иако си поприлично нова во Скопје, само 2 години, дали имаш доживеано некое разочарување од нови пријателки кои што ги имаш таму сретнато или пријателства? Па да ти кажам, особено за човек кој што постојано гледа да е со луѓе, мислам дури дека сум таква пристапна. Многу брзо можеш со мене да направиш муабет, па и дури поинтимен муабет, подлабок за нешто и со другарки. Не би рекла дека сум до толку драстично разочарана од некоја конкретно другарка или другар. Меѓутоа се случиле постапки што ме разочарале, како зошто ова би ми го направил некој. Ама јас не мислам дека тоа па се случува само на факултет кој ќе поидиш, туку и на многу други места. едноставно од мал почнуваш да ги сваќаш луѓето, не секој има добра намера кон тебе. Точно. И најубаво е да научиш од другиот човек, иако не е секогаш до тебе. Како јас што бев крива за да ми го направиш, едноставно некои луѓе не се зрели со самите себе, па ќе ти наштетат, ама пак е тоа од процесот, од животот, дел од животот. Дали ти се промени критериумот за кој ти е вистински пријател? Дефинитивно. Дефинитивно јас никогаш не сакам да мешам познаници и пријатели. Колеги, пријатели, никогаш не сакам да мешам, има јасна дистинкција помеѓу сите. Точно. За познаници дури критериум за познаници не е дека имаш, едноставно се познаваш со некој или не. Колегите се секогаш тука, стварно, кога веќе одиш секој ден се гледаш со нив, јас си ги почитувам сите мои колеги, меѓутоа не си со сите на иста фреквенција за да се дружиш така, ете и надвор од факултет, а за другари многу ми се намали кругот на пријатели од кога сватив дека, еве, минатиот муабет, дека не ти го мисли секој тебе најдоброто. Така што порано сум се трудела што повеќе луѓе да пуштам во тој круг на пријатели, а сега не, сега е поинак малку и кругот ми е по-непробивлив, како да речам. Треба навистина многу да сум со некој блиска или да сум доживеала моменти за да речам еве сега ми е другар, јас ќе му се доверам на овој човек. Да. Каква е динамиката на дружење кога си под стрес за учење, за испитни сесии, за колоквиум? Убавината се биде студент, мислам дека и во тоа што сите други те разбираат. Сите поминуваат низ истото. Некој е 4-та година, некој е прва, некој се занимава со дипломски, некој со колоквиуми, некој со скроз. Да. Мислам дека секој со секого се разбира по тоа прашање. Нема никој да ти замери, мислам дека без разлика каков и да ти е периодот, за стрес има стрес секогаш. Јас имам стрес дури и да сум најспремна за некој испит, да знам дека книгава од А до Ш ја знам и материјава ја владеам до толку многу јас да не треба да се плашам да се појавам, ама стрес има. Пошто сме луѓе, не можеш да знаеш ти на испитов како ќе поминиш. Ама гледам да пробувам да се опуштам, пошто нема потреба од стрес.
евентуално ќе помини испито, евентуално ќе завршиш и факултет, евентуално и други работи. Зошто да го правиш сите тие работи со стрес, кога можеш да уживаш? Сега вака кажано е тоа многу лесно, не е секогаш така. Ама си имаете некои техники на ослободување на стрес. Диши, издиши. Диши, издиши, јас гледам и да излегувам. На воздух. Мене ме смирува, да излезам или навечер, или денски, или по парк негде. Се менаџира. И стресо е, и менаџирањето на стресо е начин на скил, да речам. Да. Да. А што правиш кога не ти е денот? Кога не ми е денот? Да. Кога не ми е денот, гледам барем пола ден да одморам дома. Така, само да физички барем да се одморам, се викам, ако психички не ми е ден, барем да се одморам и телово да ми биде одморено, ама во принцип гледам да излезам после во втората половина од денов, да излезам со луѓе, од мене најмногу така ми се тргаат мисли. Да. Некој што може да ме расположи. Во тие ситуации мислам дека не се излегува со секој. Има луѓе што ти ја црпа енергијата и секако дека не би одбрала да излезам со таков човек. Мислам, не би одбрала ни да се дружам воопшто со такви луѓе, ама да, во принцип гледам да сум во луѓе. Значи во цело време да имаш контакт со луѓе. Да. А што мислиш дека младите најчесто погрешно го замислуваат како младите најчесто погрешно го замислуваат студентскиот живот? Ја можам да претпоставам одговор за ова. Сигурно цело време одиме на забави, многу ни е лесно, имаме многу дружење и само одиме на предавање и тоа е тоа. Ама не е така. Не знам дали погрешната перцепција иде од тој аспект, како лабаво е студентски живот, или многу луѓе, ученици од средно се плашат дека ќе им дојде too much. Да. Ете, тие две работи се стварно, мислам дека индивидуално е, некој така се чувствува, некој така. Меѓутоа јас на тие луѓе што мислат дека е студентскиот живот само да се трескаш од земја за учење, сега добро. Јас не можам да зборувам како име на колеги од факултети што се материјало што мораш да го научиш и е дури потешко или пообемно. Поздрав до Машински. Поздрав до сите колеги кои што има многу материјал за учење. Да, ама не е само тоа сето. Не е дека ти ќе појдеш во друг град или ќе се запишеш на факултет и дека од утро до вечер ти учиш. Да, некогаш ќе жртвуваш, ама јас мислам дека и има моменти на дружење, излегување. Дефинитивно, па тоа е поентата, мислам. И Да. ќе ги охрабрам сите ученици од средно кои што сега си викаат, ајде бе, ќе се вработам јас. Не одам на факултет, ќе се вработам негде, ќе земам толку и толку плата. Јас за 4 години колку пари ќе имам, не е така. Мислам дека е убаво да гледаме малце on the long run. Јас знам дека многу луѓе се обесхрабрени заради недостигот на работни места, заради тоа што се има професии кои што се помалку платени, дури и со диплома. Не, јас ги охрабрувам сите да се пробаат, никој ништо нема да ти замери ако ти појдеш негде да се запишеш на факултет. Пробаш еден семестар, па ако стварно не ти оди си дома стварно, фокусирај се на нешто друго, ама јас сум дека секој треба да проба. Пошто тоа е едно искуство кое што не е дека факултетот ти дека ќе го завршиш, си најголем стручњак во својата област, туку конекциите што ги создаваш дури си на факултет. Работите што ги учиш, запознаваш 1000 луѓе, од тие 1000 луѓе од секој да купиш помалку карактер, да купиш нешто знаење, ете си. Тоа. Ве охрабрувам сите да се пробате на факултет. Кој е твојот личен успех? Мислам, можам да претпоставам што не се гледа на хартија од целиот твој живот, Личен успех, малце клише, ама стварно за личен успех го сметам ете тоа што имам убава конекција со многу мои другари, имам, како кажуваат, meaningful relationships со луѓе. Да. Гледам дека е тоа реткост на денешницава, стварно секој си има по некој што му е близок, ама
повеќето е предизвик да стварно да си со некој толку близок и да опстани тоа пријателство и да не си мислиш стварно лошо. Исто како личен успех, па можам да си кажам дека сум конечно задоволна од себе и знам дека сум доволна и знам дека тоа што го правам мене ме исполнува и стварно ме исполнува. И желбата да се надоградувам и понатаму и ете тоа што имам некоја траекторија замислена и сакам да си ја исполнам. Како за крај, сакам да му пратиш една порака на идните студенти, на сега бруцошите, што можеби, иако се при крај на година се уште имаат потешкоти со адаптирањето и живењето сами или пак со некои предмети. Така да сакам да слушам која е твојата порака, која би ја препорачала? Јас би им порачала да се пробаат, во секој случај да се пробаат. Запишете се на факултет, разгледајте ги, имам премногу информации за факултетите, не само на УКИМ, на ниво на цела земја и на сите универзитети. Убаво да се информираат за студиските програми, верувам дека ќе има и доста отворени денови по факултетиве во иднина. Да. Иако сум прва година бев на машински факултет. Тоа е супер од тебе. Да си видат стварно, да можеби ќе ве заинтересира нешто друго, ако сега не ве интересира, малку да ве интересира, можеби ќе се заљубите во професијата во иднина и зграпчувајте ја секоја прилика што може да се зграпчи, бидејќи само така учиме нови работи. Михаела, ти благодарам што денеска беше со нас и што толку искрено го сподели своето искуство. Сигурен сум дека многумина кои ќе го видат подкастот ќе се пронајдат во твојата приказна. Ти благодарам и тебе што ме викна и целта на подкастов ќе биде исполнета, дури и само еден кој што ќе го види ќе си рече, па ајде добро, не е толку лошо на факултет, ајде да се пробам. Се надевам ќе има таков. Да, ви благодариме што не слушавте. Следете не на Инстаграм и споделете ова епизода што на некој навистина му е потребен овој совет. Слушајте го Радио Пулс никогаш не спија. До наредно видување. Пријатно. Пријатно.